Ивана Ѓоргиевска од Движењето Знам за наша Македонија повторно е избрана за председателка на Советот на општина Куманово. На денешната прва конститутивна седница на Советот, Ѓоргиевска беше предложена од Комисијата за мандатни прашања и именувања со 4 гласа за и 1 воздржан, а избрана со 19 гласови од вкупно 31 советник. Советниците од ДУИ ја напуштија седницата пред гласањето за предложениот председател на Советот, а пак предлогот на советникот Иван Петковски од Ред за Куманово, Владимир Михајловски од ВМРО ДПМН да биде новиот председател на Советот, не доби поддршка од 5 советници за да биде ставен на гласање. Председател на Комисијата за мандатни прашања е советникот Дарко Митевски од Движењето Знам за наша Македонија. Инаку со првата конститутивна седница на Советот председаваше највозрастниот член на новиот состав на Советот, доктор Срјан Ѓорѓевиќ од Демократската партија на србите во Македонија. Констатирам дека за председател на Советот на општина Куманово е изберена Ивана Димитриевска и честитам Ѓорѓиевска, и честитам од срце. Огромна е честа и големо задоволството да бидеш предложен и изгласан од мнозинството на советници од новиот состав на Совет на општина Куманово. Ви благодарам советници на Движење Знам, ви благодарам коалициони партнери, ВМРО ДПМН, ВЛЕН и ДПСМ за укажаната доверба и за поддршка. Благодарам и на советниците на ДУИ, кои излегоа, за жал ја напуштија седницата и повторно не учествуваат во седниците на Советот активно, за да ги представуваат нивните гласачи. Благодарам на СДСМ и коалицијата и благодарам на независните од советничката листа на Ред за Куманово. Благодарам затоа што ми укажавте предизвик да докажам како член на Движење Знам дека сум човек кој ги спојува граѓаните, ги спојува политичките партии, особено политичките партии затоа што се представници на нашите сограѓани кумановци, а ние како најголемо тело, кои сме дефинитивно сега 31 на број, ги представуваме нивните барања, ги представуваме нашите ветувања пред нив, а верувам дека Движење Знам заедно со коалицијата и мене како председателка на Совет, новоизбраниот Старонов градоначелник, ќе испорача во престојниот мандат, без разлика од која етничка, верска или политичка припадност станува за збор за граѓаните на општина Куманово. За мене тие се приоритет, нивните барања се приоритет. Поминавме локални избори, на кои што добро знаеме кои се нивните главни барања, понудивме голем број на солуции како да ги решиме на локалните избори. Верувам дека заедно мнозинството, верувам дека и опозицијата, која веќе со гласањето на председател на Совет се изјаснува кои ќе бидат, верувам дека заедно на седниците на Советот, председниците на Советот, на ниво на координација ќе се обидеме заедно сите да ги решиме нивните проблеми, кои што се очигледни. Како председателка на Совет на општина Куманово му посакувам на градоначалникот Максим Димитриевски одлична соработка со Советот на општина Куманово. Се надевам и дека и опозицијата ќе биде конструктивна и дека ќе учествува со своите предлози во натамошен развој на општината. Ќе се залагам за конструктивни расправи на Совет на општина Куманово со цел да се слуша мислењето и на позицијите на опозицијата, но најавувам уште сега дека нема да толерирам ниско ниво на дискусија на Совет на општина Куманово, затоа што е време да го вратиме Советот на општина Куманово како орган со дигнитет и со почит. Соработка со невладините организации досега беше на високо ниво. Според мене тоа се една продолжена рака на општината, партнер на општината која работи во остварување на цели што општината можеби не може да ги оствари, меѓутоа тоа се најчесто маргинализирани групи на граѓани. Значи соработката со невладините организации ќе ми остане како приоритет како председателка на Совет. Соработката со бизнис заедница секако дека ќе остане, тие се вклучени преку тела на општина Куманово и веќе многу придонесуваат во развој на општина Куманово.
Во овој нов состав на совет на општина Куманово гледам врвни професионалци, луѓе кои не партиски, туку лично ќе дадат придонес во сите комисии кои доправа ќе ги формираме и кои ќе се најдат во комисија во која што професионално на нив ќе им одговара. Оно што многу ме радува во овој состав на совет се млади луѓе кои влегле во политиката да научат што е политика. Јас веднаш ќе ви кажам дека политика е одговорност огромна пред граѓаните, затоа што 2-4 години многу брзо ќе се превртат и повторно излегуваме на терен да бараме поддршка. За наредната седница на ниво на координативното тело составено од носители на советнички листи ќе направиме комисии. Реков дека тие комисии ќе бидат пропорционално поделени според членовите на советот кои се во опозиција и во позиција, значи нема како што мислеа во претходниот состав на совет да ја тргнеме опозицијата, напротив сакам да бидат конструктивни во овој состав на совет. Пред локалните избори завршија, мислам дека време е раните да ни заздрават, да седнеме како советници кои ја добија доверба од граѓаните и да направиме се што може да направиме и поединечно и како политички партии за развојот на општината и за решавање на некои проблеми кои се од суштинско значење за нашите граѓани. За мене како председателка на совет ќе биде приоритет јавните претпријатија да се ги ставиме на нозе, за да можат да пружат квалитетна услуга до нашите сограѓани. Приоритет ми е граѓаните да ги известиме претходно и да им ги кажеме сите наши натамошни обврски и натамошни постапки за да се среди комуналниот ред, за да ги имаме како сојузници, а не како противници, да се реши сообраќајниот хаос и хигиената на во градот, затоа што сите тоа го ветувавме како политички партии во локалните избори. Престои период во кој што ќе донесуваме многу суштински одлуки за граѓаните на општина Куманово. Јас како председателка на совет втор мандат веќе ги знам проблемите. Овдека има советници што си од претходните состави на совет, ги знаат локалните проблеми и од вас, советници, очекувам само конструктивна расправа и идеи, предлози како да се решат проблемите на нашите сограѓани во општина Куманово. Имаме помош од Влада на Република Македонија, имаме проекти кои допрева ќе се градат. Во оваа прилика би сакала да ја искористам и можноста да се обратам на нашите сограѓани, да имат трпение, затоа што ќе се работат поголеми градежни инфраструктурни проекти во центарот на градот, во населбите, во селата, меѓутоа тие инфраструктурни проекти се за да се подобри квалитетот на животот на нашите сограѓани, за кои што сите ние ќе мора да имаме трпение и за да може да се реализират. На седницата претходно беа верифицирани мандатите на советниците во Советот на општина Куманово. Председател на верификационата комисија е советничката Моника Марковска од Движењето Знам. Плодна и успешна работа на советниците во идниот 4-годишен период им посака градоначалникот Максим Димитриевски. Да се водиме од општиот граѓански интерес при носење на сите одлуки, порача Димитриевски. За мене е чест и задоволство да присуствувам денеска на првата конститутивна седница на Советот во овој состав и во оваа прилика сакам да испратам искрени честитки до сите вас како членови на Советот, да ви посакам плодна и успешна работа, воедно и до сите служби за подготовка на оваа седница во делот на благодарноста и воедно да посакам да се водиме од општиот граѓански интерес при носење на сите одлуки и нивно извршување во иднина од моја страна како новоизбран градоначалник во општина Куманово. Нашата обврска е на прво место кон граѓаните, а потоа и кон нашите политички субјекти кои што ние ги представуваме преку програмите кои што ги понудивме претходно на предстојните избори. И јас како старо нов градоначалник стојам на располагање на сите
советници, членови на Советот, без разлика на нивната политичка припадност или политичка различност, се со цел да ги унапредиме животните услови на нашите граѓани во кои што живеат во нашиот град и истиот го трансформираме во поубаво место за живење. Воедно посакувам плодна и успешна работа до крајот на седницата на сите вас.